Се уште беснеат пожарите низ западниот дел од Соединетите држави. Досега се уништени над половина милион хектари шуми. Дека ситуацијата е навистина драматична покажува и чадот кој стигна до овде, до Вашингтон, на источниот брег, што е растојание поголемо од речиси 4000 километри. Околу 80 шумски пожари беснеат низ 13 сојузни држави во западниот дел на САД. На повеќе места се издадени наредби за евакуација на локалните жители. That's the only house I've ever known. I was born and raised in that house, so it's like don't want to lose it. Најголемите пожари се на границата меѓу Орегон и Калифорнија. Fortunately, there's not a lot of people that live in those particular areas, and had those same fires occurred in the more populated parts of the country, it would have been complete and absolute devastation. Над 20.000 луѓе се вклучени во операциите за гаснење. Се користат авиони, па дури и специјални возови за оваа намена. Локалните власти ветуваат дека прават се што е во нивна можност да се справат со природната катастрофа. We have more than 2,000 personnel working on the bootleg fire alone. Our heroic firefighters, logistical experts, communications and operations professionals. Federal resources have been called in, and teams from Utah and California are partnering with us in this fight. Иако шумските пожари не се ништо ново за овој дел од земјата, ова лето состојбата е навистина сериозна. The western United States, we're under just exceptional, terrible drought. And so the plant life there is just gasping for water, which makes it really, really easy to burn. And so we have high temperatures and we have very low relative humidities and plants that are very dry. Сезоната на шумски пожари, која вообичаено почнува на есен, е значително поместена. Сепак експертите велат дека тие се дел од природен процес. It's actually a natural process in the ecosystems of the western United States. Traditionally had occurred every 5 years or so, very, very low intensity. But because we got really good at putting out fires, all this plant life grew up, and then you throw drought on it, and there's just not enough water to go around, and it's just setting itself up for just terrible, horrific conditions. Председателот Џо Бајден неодамна изјави дека се прават планови за лансирање сателити кои би помогнале во раната детекција на пожарите, како и за креирање апликации за мобилни телефони преку кои би се предупредувале граѓаните за опасностите. Околу 90% од овие пожари се предизвикани од човечки фактор. За Алфа, од Гласот на Америка, Никола Крстик во Вашингтон.